Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски вчера вечер приреди ифтарска вечера во чест на Рамазанскиот пост за припадниците на исламската вероисповест. Во обраќањето пред присутните Стевковски истакна дека за него голема е радоста и убаво е чувството што оваа година е домаќин на оваа ифтарска трпеза. Овие трпези се символ на заедништвото, меѓусебното почитување и толеранција, кои со векови наназад ги собираат на едно место граѓаните без разлика на нивната вера. Оваа година Рамазанскиот и Великденскиот пост се во истиот временски период, а тоа представува уште една можност да го покажеме нашиот соживот, да се однесуваме со взаемна почит едни кон други. Само со почитување на различноста ќе создадеме општество на силни индивидуи, кои ќе ја градат Република Македонија, истакна градоначалникот Стевковски. На ифтар вечерата присуствуваа представници на исламската верска заедница, министерот за одбрана Владо Мисајловски, министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, министерот без ресор Шабан Салију, замениците министри Ѓоко Велковски и Ерџан Селими, пратениците Жаклина Пешевска и Зоран Куцевски, градоначалникот на општина Чаир Висер Ганију, представници на сите албански политички партии и голем број на граѓани. Денеска општина Киселавода за прв пат доби спортска сала која ќе го носи името на загинатиот херој од 2001 Александар Стојчев. Ова информација ја соопшти градоначалникот Урце Ѓоргиевски, кој кажа дека оваа сала ќе им овозможи на учениците од училиштето Рајко Жизифов да имаат современи услови за физичко образование, спорт и рекреација. Овој проект е доказ за нашата посветеност на унапредување на спортската инфраструктура и создавање подобри можности за младите. Особено ми е чест што оваа сала го носи името на нашиот херој Александар Стојчев, кој го положи својот живот за татковината во 2001. Неговата жртва никогаш нема да биде заборавена, а денешниот настан е и символ на нашата почит кон неговото семејство. Денес до неговото семејство заедно ја пуштаме во употреба оваа сала. Со отворањето на истата не само што создаваме подобри услови за младите, туку испраќаме и јасна порака. Пинтија се развива како никогаш досега, порача првиот човек на Киселавода Урце Ѓоргиевски. Градоначалникот посочи дека од населба која била запоставена, денес Пинтија добива целосно нов лик со капитални инвестиции кои според него никогаш досега не биле реализирани. Изградивме плоштад на местото на некогашната дива депонија, ги реконструиравме улиците на целата населба, а со изградбата на фекалната канализација решаваме и долгогодишен инфраструктурен проблем на жителите. Денес на овој свечен ден го заокружуваме овој развоен циклус со отворањето на првата затворена спортска сала во Пинтија. Салата Александар Стојчев. Со овој проект нашите ученици добиваат современ простор за физичко образование, спорт и развој на нивните потенцијали, истакна Ѓоргиевски. Од општина Аеродром денеска реагираа по гласините дека парк во општината ќе прерасне во стамбен комплекс. Деновиве во јавноста се појавија информации дека парковски простор во срцето на општина Аеродром е мета на градежни амбиции. Како општина ве уверуваме дека посочената парцела ќе остане парк со постојното парковско зеленило, без најмала можност некој да го бетонизира, потенцираат од општината. Оттаму велат дека ја разбираат загриженоста на граѓаните. Имајќи предвид дека во минатото имаше и примери каде што за бизнес интереси се узурпираа постоечки паркови, па токму затоа сакаме да потенцираме дека за таа парцела што е во приватна сопственост, а која се наоѓа во зеленилото пред училиштето Ѓорѓе Апулевски, нема маркица за градба во постојниот дуб. Ние како општина сме должни да ги заштитиме интересите на сите граѓани. Затоа со внимание го следиме овој случај, како и наводните изјави од сопственикот на парцелата, дека планира да го загради имотот, појаснуваат од локалната самоуправа. Ограда не може да биде поставена без одобрение за истата, а секое постапување спротивно на позитивните законски прописи ќе биде третирано како градба без одобрение, заради што е предвидена и кривична одговорност, додаваат оттаму. Општина Ѓорче Петров постави нови 2465 метри квадратни подови во основните училишта. За ова информираше градоначалникот на општината Александар Стојковски. Со ова, како што вели градоначалникот, се подобруваат условите за престој и работа во сите училишта на територија на општината. Извршивме увид во тековните активности за замена на оштетените подови во подрачното училиште на основното општинско училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски.
и основното општинско училиште Мирче Ацев. Продолжуваме во сите објекти на училиштата. Обезбедуваме поквалитетни и побезбедни услови за нашите ученици, напиша Стојковски на социјалните мрежи. Општина Газибаба објави јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уреди. Предмет на јавниот повик е надоместување до 50% од трошоците за купување на високоефикасни инвертер клима уреди, но не повеќе од 30.000 денари. Средствата се обезбедени согласно програмата за заштита на животната средина и природата на општина Газибаба за 2025 година. Ке бидат надоместувани дел од трошоците за купување на високоефикасни инвертер клима уреди за 2025 година, од денот на објавување на овој јавен повик. Ги повикувам граѓаните да ја искористат можноста и да аплицираат, истакна градоначалникот на општината Бобан Стефковски. Општина Центар распишува јавен повик за поддршка на проекти кои обезбедуваат социјални услуги за ранливи групи граѓани. Повикот е насочен кон подобрување на пристапот до социјални услуги, со акцент на 3 клучни области: психосоцијална поддршка за жртви на насилство, услуги за млади во ризик од зависности и индивидуализирана поддршка за деца со попречености. Живееме во време кога младите се изложени на различни предизвици, меѓу кои агресијата, дрогата, оттуѓувањето. Иницијативата е насочена кон обезбедување стручна поддршка за нив, но и за другите ранливи групи, како што се деца и жени жртви на родово насилство и деца со попреченост. Преку ваквата помош имаме за цел да ја поттикнеме социјалната вклученост и инклузивност на сите на кои им е потребна, истакна градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Повикот е отворен за здруженија на граѓани со седиште во општина Центар, кои се регистрирани и активни најмалку 1 година, лиценцирани од Министерството за труд и социјална политика или кои имаат потврда за испорака на специфична услуга, кои имаат искуство во спроведување социјални услуги. Приоритетите на јавниот повик за финансирање за социјални услуги и сервиси за граѓаните на општина Центар се утврдени во програмата за здравствена, социјална и заштита на децата за 2025 година. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.